Новата година не донесе чист воздух. Половина држава се гуши во чад смок и магла. Според официјалните мерни станици, синоќа околу полноќ во Скопје, секаде беше над максимално дозволените граници. Најзагадено беше во центар со регистрирани 152 микрограми на метар кубен, Ѓорче Петров 120 и Лисиче 116. Ништо подобро не е ни денеска. Според светската листа на најзагадени градови во светот, концентрацијата на PM10 честички во Скопје изнесува 138 микрограми на метар кубен, а во одредени општини до 185 PM10 честички во воздухот според апликацијата Мој воздух. Поради густата магла и намалената видливост, вчера и денес беа одложени повеќе летови од Скопскиот аеродром, а голем дел од летовите беа пренасочени кон аеродромот во Приштина, пошто со неколку часовно задоцнување слетуваа во Скопје. Утрово редовните летови од Истанбул за Скопје доцнеа по најмалку 2 часа. Загадувањето беше алармантно и на новогодишната ноќ, па и огнометот кој го означи доаѓањето на новата година од градскиот плоштад во Скопје се изгуби во мешавината од чат и магла. Министерот Насер Нуредини уште пред новогодишно топката ја префрли кај локалните самоуправи. Воздухот во Скопје го загадувале старите автомобили и тој не можел да направи ништо во врска со тоа, освен да предложи мерки, а граѓаните повеќе требало да се греат на струја. Тоа што се најдовме на врвот на листата на најзагадени градови во светот, за Нуредини не е вредно за коментар, зашто биле мерење на некоја приватна апликација. Ние сите мора да бидеме свесни со што грејаме. Да употребиме таа биомаса со стандарди. Да не употребиме канцерогенек материјали. Втората, сите мора да бидеме свесни, втората најголема дел од резервувањето доаѓаат од возили. Сега не сакам да дебатирам дека ние сме првиот загаден држава во свет или не, тие се неколку параметри, една приватна фирма која направи тие листови. И не само во Скопје, тешко се дише, речи си низ цела држава. Во Кичево попладнево измерени се 186 PM10 честички, во Тетово 148, Прилеп 131, Струмица 125, Битола 109, Гостивар 102. Ама црвениот аларм дека нивото на загадување е опасно по здравјето изгледа не е толку опасно за владата. Од петокот престанаа да важат препораките и мерките за надминат праг на алармирање во Скопје, затоа што во последователни 2 дена концентрациите на PM10 честички биле под алармантното ниво од 150 микрограми на метар кубен. Од денес на сила повторно стапуваат мерките во Тетово и Гостивар, бидејќи на 31 декември на 1 јануари е измерено над 150 микрограми на метар кубен концентрација на PM10 честички во воздухот.